Денес се случи невиден и срамен преседан во образовниот систем. Во 21. век, поради пропуст на администрацијата, моето дете не може да полага државна матура. Крајно револтиран, бара одговорност родителот на матурантката Тијана Силјановска. Од Охридската гимназија вчера првпат не известија дека моето дете го нема на списокот, иако истиот е направен во месец февруари. Што значи 3 месеци никој не се заинтересирал да ги провери списоците, вели тој. Некој сака да се креира судбина со некои деца. Значи, моето дете нема право сега во првиот уписен рок да се упиши во факултетите, пример, како во Лјубљана или во Загреб, кај што сака таа, ќе мора да полага во август. Секој дете од нашава држава може да полага 2 пати државна матура, доколку еднаш падне, само моето дете еднаш. Што ќе се случи ако во август на полагањето на државната матура моето дете не помине, падне? Тогаш цела година ќе треба да паузира, да не студира. Јас не знам како е направен овој сериозен пропуст, вели Маријан Бошалевски од Бирото за развојно образование. Девојчето не може да биде вметнато во списоците, бидејќи тоа е обемна процедура. Во компјутерската база на податоци, секој ученик е означен со код. Можам да кажам слободно дека тој ученик е обесправен. Констатирано е дека ученичката во моментот на давање на списокот не била присутна на училиште и не била подпишана во списокот за кандидати кои што треба да ја полагат државната матура. Но тоа не дава за право да ја нема на списокот за матура, што значи дека било кои представници од педагошко-психолошката служба во училиштето треба да сносат одговорност. За ова информирани министерот за образование, кој денеска беше во Струга по повод почетокот на полагање на државната матура, која денеска ја полагаат 15.620 ученици во држава.